Со 4 возила, од кои што едно е мини амбулантно возило, здравствен дом Куманово обслужува околу 200.000 граѓани. Само едно од возилата е релативно ново од 2021 година, а останатите се постари, информираат надлежните од здравствениот дом. Министерот за здравство Фатмир Меджити при вчерашната посета на Куманово информираше дека владата обезбедила пари за 22 амбулантни возила со комплетна опрема, од кои што, како што рече, најверојатно возило ќе добие и Куманово, но за тоа ќе одлучат службите. Меджити го спомна и несрекниот случај кога летово возило на итната медицинска помош од Куманово се запали на улицата Тоде Мендол. За среќа во пожарот немаше повредени лица, иако со возилото бил транспортиран пациент од Скопје за Куманово. Знаете, имаше еден, ајде да го наречам, мал скандал тука со колата за итна медицинска помош. Затоа, почитувани новинари и медиуми, јас сум министер, јас се викам Фатмир Меджити. Ова го повторувам неколку пати, здравството веќе нема да биде како што било, затоа под моја иницијатива во влада со информација побарав како никогаш досега, или знаете како било, коли за една медицинска помош или сме добиле од донација од амбасадата на Јапонија или од турската тика, од сега натаму нема да биде така, зашто нашите граѓани плаќат даноци, секоја здравствена установа има од фонд за здравствено осигуравање, му се доделува фонд и тие треба тоа да го искористат најдобро како што треба. Тој што нема да го искористи, и тој не прави ни грешка, но не прави ни на работа, ќе биде разрешен и отстранет од функција, а тоа што ја го направив, сега веќе ребалансот на буџетот може полесно ја да дишам и Министерството и сите граѓани, зашто нели имавме заврзани раце, требаше ребаланс на буџетот, значи наследив еден буџет што на вистина беше многу дефицитарен и ја нарачав со информација до влада веќе се и средствата доделени од ребалансот на буџетот. Замислете, 22 коли за прв пат за итна медицинска помош со фул опрема. Сите тие коли, поголем број од тие, ќе бидат доделени на здравствен дом Скопје на итна медицинска помош, другите ќе бидат доделени таму каде ние состојбата по итност и каде требаме нормално. За целта е секогаш нашите граѓани да би ги обскрбиме и да не се случи тој немил наслан што се случи во Куманово, а не би посакал, и затоа јас сум одговорен и нема да дозволам друг пат да се случи. Веројатно ќе има и за Куманово возило. Тога ќе одлучиме со службите, најверојатно Куманово, затоа не случајно го кажав тоа што се случи тука. Со средства во висина од околу 5 милиони денари обезбедени од здравствениот дом Куманово изминатиот период реконструирани се неколку објекти. Детскиот диспанзер во централната зграда позната како Уред, објектот на итната медицинска помош, амбулантата во населбата Тоде Мендол, каде што поранешната аптека веќе е лабораторија.